Од понеделник сите високообразовни установи во земјава да воведат онлайн настава со цел да продолжи академската година и студентите го совладуваат материјалот согласно студиските програми на кои се запишани. Оваа тема беше фокус на разговорот помеѓу министерот за образование и наука Арбер Адеми и представници на јавните и приватните универзитети на денешната средба во Министерството за образование и наука, по која беше одржана и пресконференција. Министерот Адеми извести дека согласно информациите од високообразовните установи, дел од нив веќе ја применуваат онлайн наставата за своите студенти, но иницијативата е од следната недела оваа форма на настава да се воведе на сите факултети. Почитувани граѓани, Министерството за образование и наука во соработка со други надлежни образовни институции континуирано и на дневна основа се координираат со цел изнаоѓање и примена на форми на едукација кои ги наложува актуелната ситуација, а кои се најприфатливи и возможни, за да не се наруши целосно воспитно-образовниот процес на младите. Во оваа насока дозволете да информирам дека туку-што одржавме состанок со представници на државните универзитети и приватниве универзитети во Република Северна Македонија и се согласивме во следните дена сите единици во нивен состав да вложат максимални напори за да се воведе одредена форма на онлайн настава во интерес на нашите студенти и таа веќе од следна недела да започне да се реализира. Се работи за начин на настава кој не е неизводлив и практично дел од факултетите веќе го применуваат не само сега, туку и во регуларен, нормален тек на студиската година. Министерот нагласи дека согласно информациите кои ги добил од ректорите од аспект на можности и информатичко-технолошка опременост на универзитетите и спремност на професорите да дадат личен придонес во целата заложба, очекува во текот на следната недела со оваа форма на едукација да бидат опфатени најголем дел од студентите. Јас верувам дека едукацијата на овој начин ќе продолжи од понеделник на најголем дел од високообразовните установи, доколку не на сите, но согласно информациите кои ги добив од ректорите од аспект на можности и информатичка и технолошка опременост на универзитетите и спремноста на професорите да дадат личен придонес во целата заложба, во текот на неделата очекувам онлайн наставата да биде организирана на сите факултети. Тоа ќе биде голема придобивка за студентите, чие време нема да биде залудно потрошено додека трае ова кризна состојба, која тешко може да се предвиди во која насока ќе се движи, а ние сме должни активно да делуваме со цел на некој начин да обезбедиме нормализација на многу процеси во секојдневието кои се нарушени, вклучително и на образовниот процес. Поради состојбата со ширењето на коронавирусот, со одлука на влада, сите образовни установи во земјава се привремено затворени, а надлежните институции заедно со раководствата на градинките, училиштата и факултетите изнаоѓаат начини за неформална едукација со цел квалитетно и корисно потполнување на времето на децата на предшколска возраст, учениците и студентите додека се дома.